Гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен соговорник е професорот Трајко Славевски, поранешен министер за финансии и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Професор Славевски, власта го скрои буџетот за 2020 година, кој тежи 3,9 милиарди евра. Според владата, ова е развоен буџет со кој се инвестира во човечкиот капитал, се зголемуваат плати, пензии и така натаму. Кој е вашиот став и првичните забелешки во однос на овој предлог буџет? Оно што го забележав, овие денови е што приходите се многу оптимистички планирани и многу е тешко да се остварат. Именно зашто станува збор. Обично приходите се планираат како зголемување по стапка која што е збир на предвидената стапка на раст, тоа е 3,5, и стапката на инфлација, 1,5 за 2020 година. И тоа би дошло некаде да приходите предвидени во 2020 година да бидат за 5% повисоки од она што ќе се оствари во 2019 година. Но сега растот на приходите е предвиден на 7% и тоа нема шанса да се реализира, особено ако се има во вид дека забавува светската и европската економија и така натаму, што ќе има негативни ефекти во Република Македонија. Мислам дека пречестото користење на фразата дека инвестираме во човечки капитал е некоректно, затоа што инвестициите во човечки капитал се долгорочни, даваат ефекти на долг рок, не на краток рок. Тоа се инвестиции во образование, во одобрување на здравствената заштита, инвестиции во рамките на самите предпријатија за стекнување на квалификации од страна на лицата кои што веќе работат и така натаму. Овој буџет, како што е сега скроен, одстапува од една тенденција на подобрување на структурата и потреба на буџетите кај нас, да има повеќе развојна компонента, а помалку да се наменуваат средства за тековни расходи. Имено отидено е во друга крајност, во неспособност да се реализираат капиталните инвестиции, кои што владата на Социјалдемократскиот сојуз, како што гледаме, не може да ги реализира и тој процент на реализација да надмине 50%. Средствата што не се вложуваат во инфраструктура, не се вложуваат во изградба на нови училишта, адаптација на болници, клинички центари и така натаму, популистички се наменуваат за тековни трошења, за плати, пораст на платите во администрацијата, пораст на платите во разни дејности, за социјални издатоци, имено ова се потреби кои што треба да се задоволат за голем број на граѓани во Република Македонија, ама зголемување на пример сега на средства за социјална заштита за цели 140 милиони евра како што е предвидено за во наредниот буџет, тоа значи дека владата се подготвува во жртвувајќи ја иднината на развојот на економијата на Република Македонија, дури на развојот на земјата, од популистички побуди да ги подкупува гласачите. Тоа е една од основните забелешки на овој буџет, најлошот аспект на структурата досега. Професоре, евидентна е слабата реализација на капиталните инвестиции на актуелната влада. Кои се според вас причините поради ниското ниво на капитални инвестиции во земјава? Јас уште пред 2 години, одговарајќи на или адресирајќи вакво прашање, оставив простор за една субјективна причина, барем во првите 5-6 месеци од функционирањето на новата власт, затоа што, како што е кај нас лоша традиција, се рекомпонираат, односно се растураат тимови по министерствата и другите буџетски корисници кои што биле, така да се каже, уиграни да реализираат, да планираат и да реализираат проекти, затоа што е тоа умешност, тоа е менеджмент со јавни проекти. Но, како што гледаме, на владата, предводена од СДСМ и ДУИ, не им успеа да состават нови тимови кои што ќе се способни да планираат и да менаџираат со реализација на капитални проекти. Згоре на тоа, ако се додаде перцепцијата за висока корупција, понатаму промени во Законот за јавни набавки што овозможуваат договори во 4 очи, промени во критериумите, однос цена, квалитет и така натаму, самите, доколку постојат такви, а има индикации дека постојат тенденции за корупција во
јавните набавки, нели, без кои не може да се реализира ниту еден проект, по самата природа на работите ги забавуваат проектите. Така што со еден збор може да се каже дека постои целосна неспособност за менаџирање со јавни проекти. Народната банка излезе со проекција за економскиот раст од 3,5% до крајот на годината и 3,8% до година. Владата исто така очекува раст од 3,8% до година. Дали според вас ова се реални проценки или се премногу оптимистички ако се има предвид ниската, односно слабата реализација на капиталните инвестиции и ниската продуктивност во земјава? Само да потврдам, проценките на истражувачите на меѓународните финансиски институции се дека она што се рекува потенцијал за раст на македонската економија е некаде околу 4% со оптимална искористеност на ресурсите, капитални, трудови и така натаму и така натаму. Дури во нормални околности, да речеме да нема некои удари, шокови од надвор, криза, да нема социјални немири и така натаму, на автопилот економијата може да ја испорача самата, хипотетички замислиме да нема влада, може да испорача таа бројка. Да ја подсетам, годините 2007-2008 пред кризата финансиска, чии што последици ги чувствував во наредните 7-8 години, стапката на раст во Република Македонија достигнуваше и надминуваше 6%, 5-6%, така што мистерија ќе остане прашање за натамошна анализа на аналитичарите, како ова влада не успеа во поволни околности во светската економија, во европската економија, кои што сега се влошуваат, да обезбеди повисок раст на македонската економија. Имено, сега вториот дел од прашањето, за 2019 година може би ќе биде околу 3, може нешто над тоа. Растот, што рековме, не значи ништо, односно не е некое постигнување. За наредната година постојат ризици и Народна банка во своите проекции тоа го става како резерва. Постојат ризици од забавувањето на светската и европската економија кои што може негативно да влијаат на нашиот извоз, а преку тоа и на пониска стапка на растот до нашто е проектирана. И се разбира доколку продолжи неспособноста во реализација на капиталните инвестиции, тоа ќе биде дополнителен фактор за ниската стапка на раст. Во 2019 година се зголеми јавниот долг и фискалниот дефицит, пред се, како што рековме, поради тековните расходи за зголемување на плати, пензии, за субвенции и така натаму. За до година најавено е зголемување на јавниот долг до 50,5%. Дали мислите дека владата успешно менаџира со јавниот долг? Видите, ова прашање беше многу присутно во медиумите и беше форсирано од опозицијата во годините 2013, 14, 15, се до смената на власта во Република Македонија. И очекувавме, доколку тогашната опозиција, мислам на Социјалдемократскиот сојуз, толку била преокупирана со тоа прашање, дека поинаку ќе се однесува кон задолжувањето на земјата, буџетски дефицити и така натаму, односно ќе започне процес на намалување. Напротив, како што гледаме, јавниот долг се зголемува и се предвидува да ја надмине ова магична граница од 50%, што се разбира не е добар развој на настаните. Професор Славески, дали и колку предстојните избори ќе се одразат на економските текови и проекции на наредниот период? Па видите, во нормални околности не би требало да има забавување на економската активност, но сепак, нели, кај нас е традицијата, бизнисмените, а дури домакинствата да одлужуваат дел од своите проекти, се додека не се види каков е исходот на изборите, и мислам дека ќе има извесен ефект, да речем, на забавување на економската активност, но не во степен што ќе биде преголемо оправдување или би бил преголемо оправдување за лошите економски перформанси во првата половина од 2020 година. Според последните статистички податоци, стапката на невработеност е намалена на 17,4%. Веќе зборувавме дека се зголемија и се најавени зголемувања на плати и пензии, но факт е дека животниот стандард не бележи значително подобрување. Зошто е тоа така? Ќе се дозволам да повторам нешто што постојано го кажувам, дека има
некои цени, има некои услуги што ги користиме, македонските граѓани, дали се поправки во домот, дали се услугите, односно дали се производите земјоделски, индустријски и така натаму, каде што забележавме последниве години постојано зголемување на цените. Значи, постојано зголемување на цените, што го подјадува животниот стандард. И сега, тоа е оној затворен круг, нели, некако владата ве убедува дека платите растат, вие кажувате дека тоа не се чувствува на животниот стандард, тоа значи дека дури и како резултат можеби на притисокот вештачки што прави владата со зголемување на минималната плата, а со тоа и на другите плати, се влијае на зголемување на стапката на инфлација, која што може, ако се продолжи со оваа динамика и да излезе од контрола, а инфлацијата не значи ништо друго, туку намалување на куповната моќ на доходите со кои што располагаме. Професор Славески, ви благодарам за интервјуто. И јас ви благодарам на поканата. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.